боите на тиквешијата, видени преку сликарството, поезија, музика и вино. Настанот представува спој на младоста, виното и боите на тиквешијата, преточени преку прекрасните дела на ликовните уметници, на Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци, искажаните зборови од роднокрајните автори, пропратено со звуците од домашна музика, а сето тоа залиено со преубавото вино, произведено од тиквешкото виногорје, од овие винарии кои се гости оваа вечер кај нас. Најпрво започнуваме со отворање на изложба на дела на Друштвото на ликовни уметници Кавадарци. Друштвото на ликовни уметници на Кавадарци ја негува традицијата со представување на дела од домашни автори и како најстаро друштво на ликовни уметници постои веќе 4 децении. Кавадарци е богат град со многобројни автори од областа на сликарството и уметноста. Сите тие кои имаат постојано теми и идеи за презентација и изложување. Оваа изложба воедно и можност за промоција на младите пак ликовни уметници од нашиот крај, од градот, кои стануваат дел од богатото културно милје на уметници од тиквешијата и можност да се презентираат најновите нивни дела. На изложбата може да видите дека се застапени скоро сите сликарски техники и треба да напоменам дека ова е само мал дел од ликовното творештво на Друштвото на ликовни уметници. Мално секако избрани дела и сметам дека ќе уживате во нив. Како што реков, застапени се повеќе техники и можам да кажам слободно дека гледајќи ги сликите и познавајќи ги авторите, дека секој си се прикажа на својот оригинален стил, значи препознатлив е стилот, можеме без да го читаме името на авторот да знаеме чија е сликата и тоа ми се чини дека е една од поважните аспекти во творештвото, затоа што барањето на свој стил, свој собствен ракопис е една од најтешките задачи како во сликарство, така и во сите други дисциплини ликовни. Вечерва се дружиме со сликарите, поетите, музичарите и со виното што се произведува во Кавадарци. Во секој случај, значи, имаме мултимедијален настан, онака како што е замислен овој центар. И мене ми е многу драго што можам да ве поздравам и да ви посакам да се дружите во оваа вечер. Се разбира додека кој колку може се разбира и да пие едноставно. Јас припаѓам на Домот на културата. Сум со своите дела, со своите книги, со своји предавања и со се што ми омозвозуваат и како што госпоđа Јулијана Тулиманџова ви објаснува, нели, ние сакаме да ги дадеме нештата од кавадаречко потекло у сликарството за нештата кои се најубави за човечкото дејствување. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.